сакам по навика, јас пред да се заљубам оставам и правам се што не смеам, сакам се што не сакаш, ке кажам се што не мислам, да најдеш друга, се што не смеам, сакам се што не сакаш, ке кажам се што не мислам, да станам лоша девојка. Лесно ти е, тебе знам, сама против сете кога не можам. Знам без тебе умирам, а со тебе на седмо небо заспивам. Знаеш како Казанова из ова цар Корлеоне и Капоне, мали Пабло Ескобар, знае секој има свое минато, но само ево си имам ја се скинато. И знаеш дека не можам тебе да те лажам, од се супремено свете сакам да ти кажам, одустане ми влечи зборови, провечите малку меѓу редови. Ти добро знаеш дека јас веќе не сум тој, доста време мина за да видиш кој е кој. Време е со ова да престанеме и на седмо небо пак да застанеме. Јас знам какви тајни има скриено во себе, јас знам дека се што правиш ти за мене и знам дека веќе нема никоја да сакам како тебе јас. Лесно ти е, тебе знам, сама против себе кога не можам. Знам без тебе умирам, а со тебе на седмо небо заспивам. Уште еднаш. Лесно ти е, тебе знам, сама против себе кога не можам. Знам без тебе умирам, а со тебе на седмо небо заспивам. Браво, 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 па дајте еден аплауз, дајте еден аплауз. Македонија, добар ден. Добар ден, македонски народе. Вака видно расположени, велам добре дојдовте во студиото на Канал 5 телевизија Голден Карпет. Јас сум вашиот домакин Миро Кацаров, како и секојаш, вака скоцкан во делото на Фокабо, а до мене е мојата колешка Ева Јовановска или денешна ваша домакинка. Многу ми е мило што се собравме во Така и уфорично што те најавив. Да. А посебно најавата, ама и песната ми ја погодивте. Добар ден и од мене, верувам дека ќе имаме повторно одлична емисија. Ние само за вас и да го привлечеме и задржиме вашето внимание, се собравме во ова студио да направиме убава атмосфера, а за убава атмосфера се потребни добри гости, а ние ги имаме најдобрите. Така е, добри гости, добро време, вистинска фреквенција, Канал 5 телевизија, надвор времето одлично, како и во студиото, а ние имаме дефинитивно најдобрата млада пејачка Антонија Гиговска. Благодарам, Миро Кацаров. Мислам дефинитивно за тебе, затоа што кога пееш, многу малку пати знам да кажам, кога некој пее, јас сум претворен во уво и уживам. Не сакам тогаш да пеам, пошто многу пати пеам, а не знам да пеам, ама тоа ми доаѓа до натре, тоа е посилно. И овој господин кој дефинитивно е еден од најшармантните рапери во Македонија, Таско! Одличен склоп, одлични гости и да не заборам да го поздравам. Минатиот пат заборев и дома си изадов. Но кој ми се криво. Овој млад господин, деки кој што дефинитивно за кој си за 3 минути ја скина песната. Мој и како не испрати, брат. Така, песната од Врчок и од Тамара и мислам дека станува збор за вистински професионалец и музичар. Дајте на аплауз за деки. Ма талент човекот. Талентиран и образован. Кога беше тоа, кога се појави тако едно буцкасто мало девојче? На звездички? Да. Па на 14. Миро си проаѓа време. 10 години она вака, 10 години она вака, така, музика, музика, да. И после како е знаеле, па те знаат затоа што не само што се пробиваш туку и работиш на себе. Па искрено да ти кажам, стварно онака се трудам максимално и тоа што кажа дека инвестирам, стварно инвестирам многу за Право, тоа не што само во спот, инвестираш и ослабе 30-40 кила, ако не се лажам. 36. Машала. Така да, ете, тоа сум јас, едноставно не можам да седам мирна и нонстоп сум некако во движење, нонстоп сум со Лазе, со Даркон, во комуникација, дај да дојдам да снимаме нешто, да правиме. Па да. Ги имаме и најдобрите и можеме да се пофалиме со најдобрите стварно. Така да, ете, тоа е. Значи, кога ќе каже некој Антони има 7 настапи у месецов, значи Антонио тие настапи се одделува пари за музика, за кариера,
за бебе, за дома, значи тоа е тоа што треба да го прави секој кој сака. Не само да се трошти или да се стават на страна, туку едноставно Мораш да се трудиш, ама и паметно да ги инвестираш. Не е само да објавиш песна, спот и толку. Мораш да инвестираш и во маркетинг. Кај ти е маркетинг? Така Мораш е. маркетинг. Господин Таско, имаш многу нови работи, но морам да потенцирам и на луѓето една многу убава приватна работа која што не ја знаев, ми ја кажа и на крајот веруваш во Бог, верувам Бог, Господ ти го даде тоа и си многу среќен. Имаш еден твој мал пат во кариера, во психа, теко се повлече од јавноста затоа што не можеше тоа да се случи што сакаше да се случи. Мислам дека имав ти спонтан, ако не се лажам, дома абортус со жена ти и некој многумина, пошто е ти приватно се дружиме, ми кажа го нема, многу е разочаран, имаше депресивни мисли и така натаму. Одеднаш Господ даде 2 деца, да се живи и здрави, 2 дечиња, тоа е таа голема, ти си верник и затоа кажам ова, некој енергијата е насочи кон тоа, но зошто падна? Кога имавте некои проблеми дома со жената, зошто падна кога се случи тоа што не требаше да се случи? Се повлече од сцена, од музика, те снема од Инстаграм, ти беше еден од првите инфлуенсери, музичари кои што имаше голем број следбеници, убаво тело, рекламираше мобилни телефони, песни вадеше со раста, со маста, со 2 бона, некако со пајак извади песна и знаеш кога рече доста Да. се повлекувам, одам кај унататко ми бизнисот столови да правам. Да, Така нешто, да, ти беше. Столарија работев, да, Те пукна столарија нешто. работев, да. Сакав да се тргнам едноставно од сите тие работи, ради тоа што некако целиот притисок не можев да го глумам моментот дека сум среќен и задоволен пред луѓе, нели, публиката си бара да имаш максимум енергија, луѓето кои што те гледаат и те познаваат, бараат да им даеш на нив енергија за да си поминат убаво на интервјуа кај да си, тоа не бев јас. И колку и да пробував да го глумам, Глумеше така? Публика осеќа секогаш енергија. И ќе беше многу лажно и пресметав дека едноставно поубаво да се тргнам од целата естрада на некој начин и од целата сцена, знаејќи дека кога тогаш ќе дојде времето кога ќе ми дојде креативен момент и процес и Повторно да снимаш. да, повторно да снимам, да работам и да го правам со истата жарка како што го правев еден период. И Ако не се лажам, извини ти, еве луѓето да знаат колку многу сакаш музиката, ти тој период се откажуваш и од Министерството за внатрешни работи, ти беше во полиција. тоа е порано, тоа е пред. Да, ти беше во тоа е пред полиција тоа, да. и Тоа е пред тоа. И тоа беше, мислам, Буквално давам добро отказ котираше во од полиција. една сигурна работа за да Државна ризикувам работа. за нешто кое што например не доаѓам ни од музичка фамилија, немам јас музички корени во моето Така. семејство, немам ни луѓе Но тоа е кои што љубовта може кон да ме работа, подкрепат. музиката и творењето. Да. Буквално тоа го направив, отидов на ризик и нели секој ризик се исплати како зависи, no risk no fun, big risk big fun. Да, Тоа е. ти се случи, некако се разочара, се демотивираше, ми падна психички, другари твои ми кажува и се остало се збореше низ тие кругови во македонскиот шоу бизнис, нели? Наравно кажано и што се случи, како се дигна, како поново сопругата затрудне, како прво детенце, како второто демаце, ведрата страна, ведрата страна. Види, Како повторно види. дојдовте дека треба да се случи тоа што ви се случи? Едноставно Силни бевте? го прифативме целиот момент и свативме дека се е во рацете на Бог и све е во рацете на тоа како он ќе одлучи за тоа. Заради тоа што јас не можам кога немам, јас искрено мене ми изнервира највеќе моментот што јас немав контрола врз таа работа. Разбираш, јас сум човек кој што сака да има контрола на сите работи и најчесто ако нешто е лошо ќе си ја земам кривицата дека јас не сум исконтролирал некој од работите ако нешто тргне на лошо. Овдека немав таков момент и ми беше дури како да кажам товарот на мене стаен затоа што јас така чувствував дека јас сум направил нешто лошо. Не знам зашто. И најверојатно поради се тоа решив да се тргнам, меѓутоа со тек на време пробувавме се пак со Наташа, не се откажавме, ни се роди Лукијан, после некој период остана пак трудна, ни се роди и Киријана сега да е жива и здрава и така си растат, еве ги сега го земам од граница за тој каснев. Да се здрави, живи. Да, каснев малце. Нормално е секој да има пат. Да. Миро. Да, ама кај него патот се многу познаваше. Се знаеш. забележа. Се забележа. Значи он падна и психички и физички, него го знема. Се случува со причина во И животот. дури ја он така се искочи, тој се излезе лајф и кажа, луѓе, јас се повлекувам, идам да работам столарија,
тргнете ми се од патот. Да. И некако се Знаеш зашо го кажав тоа, за да не им биде на луѓето чудно утре ако ме видат да возам комби или да носам некоја кујна, да никој овој што му е. Да, тоа е, си работи забегал човек. Да, и боле ми беше јас да им го кажам тоа, него ли оние да вртат муабети на 100 луѓе и нема пари или нема ово или нема или не знам што произа да работи у животот. Не, едноставно сакав да се тргнам од шоу бизнисот, не сакав да бидам во тој круг, да речам, на луѓе и на целиот тој светла камера, акција, моменти, публика, поради тоа што требаше да глумам нешто што не сум, а луѓето ќе го приметеа тоа и дури бев као непријателски настроен према многу луѓе, со многу луѓе правев и проблем, и рчки, и секакви изаберов за ситни работи, да. И со тебе беше Да. скара? Да. Само Со сите бев скара, Со мене не беше, затоа што... Да, добро, да. Бев и со тебе. Кога бе? Бев и со тебе. Ми се наљути ли нешто? Ако ти технува со сладкар ситуацијата кога ја направи во... А, да, тоа е пред 5-6 години, не, тоа уште пред да бидеме на Миро одбор. дете па беше да. тоа. Да. Ама не, тоа е Фала после ти тука комплет. негде, да, тука негде после, мислам пред тоа, ама тука негде веќе ме фаќаат бубачките у глава, така. Стајте цевитаничка, со свежија малце. И јас сум. И ти, Антоничка? Сум фан на Цевитана. Фан на цевитана, Да, браво! Може да се Само напиеме најубавите со луѓе си пијат цевитана и се дружат со Витаминка, нашиот нов спонзор. И време дојде да ги поздравиме нашите спонзори за овие Витаминка, тетра. Земи пари, Евана исто така и да не заборавам Аджико Home Center. Цевитана и јас пијам по дома, да ви кажам. Чекај ја да отварам ова. Треба потрае. За тебе нема. После емисија ќе се освежи. Да, за дома после, извини злоа да заборам. Сега гледам така, стави на маса. Така. Каде? Зборувавме баш дека животот си има свои падови, предизвици и тоа е сосема нормално и на кариерно поле и на приватно поле. Но дали тие две работи одат рака под рака? Дали можеш да имаш и успешна кариера, но и успешен приватен живот? Вие двајцата сте родители, си имате фамилија. Како можеш, Па, Антонија? Антонија го Можеш ако хендла имаш тоа. поддршка. Да. Ако имаш поддршка, ако некој не те окривува за ако си ти излезен, са јас лично за мене ќе зборувам, јас сум жена, девојка и јас треба барем 3 сати пред емисија да сум одсутна, заради тоа што треба шминка, Да, коса, треба да се земе облека за настап, нели нормално. Во моментов се уште немам асистент, но планирам искрено заради тоа што не можам да постигнам се. И асистентка си земеш? Па да. Маша, како холивудска звезда, Се видите? живее добро од музика у Македонија. Се заработува, да, од музика. ти за џабе се депремираш, џабе столици правиш, види, а ти не. Па еве, гледај, види, гледај. Гледај. Се ќе ги зема, после ќе ги вратам. Ако ми затреба некој спонзор за емисија да се обратам. Може. Антонија Гиговска, и спонзори, Витаминка, Евана за пари, Антонија Гиговска спонзор во емисија. Дајте на набор. Ако таско ми треба маса. некој столици, ќе ми набави. Види, Миро, па искрено си треба човек што ќе ти помага. Апсолутно, да, ама некако во Македонија сме имаш- навикнати на асистенти. Мала држава, малку пари. Па така е, ама Изгледа сега добро, мораш да се трудиш. Не да бидеме Од ние ден за ден асистенти, да го бидеш дава добро. подобар. Да видиме колку пари. Не е лошо. Така што се постигнува со ако имаш дефинитивно поддршка. Јас имам поддршка од моето семејство, од Роберт, од моите родители од сам старт. Така да можеш се да постигнеш ако сакаш и ако доволно веруваш во се тоа што го правиш. Многумина знаат да кажу дека татко ти сфорсирал како млада. Точно ли е Да, тоа? така го кажуваат тоа. Мислам, Дека татко ти бил јас многу упорен. Јас познавам многу луѓе што почнувале нешто да прават и били сфорсирани од дома, меѓутоа ништо не се случило со нив затоа што го нема тоа нешто што Браво, треба да убаво го каже. имаат. Па добро, татко ти кој те форсираше И тебе супер што бил упорен. Да, некој што нервираш толку што беше упорен. Па не ме нервирало никога што бил упорен, ради тоа што ја на почетокот бев многу мрзлива. И супер е тоа што он ми даваше она пуш Тоа. да едноставно не се откажам и газам. Така да татко ми секогаш ми бил ветер во грб и мајка ми. Види, Они ми музиката е биле малце- најголема поддршка. Музиката е малце како да речам сензитивна работа поради тоа што на рачуне сега на тие години еве она кога починала со музика да се занимава и да се бави.
на тие години незините другари и другарки сигурно играле фудбал, Нормално. тренирале кошарка, Да, морале да оди на пеење на Па да, часови и слично, ме јас си разбираш. бев одсутна од школа. Аз сакам да многу кажам, време. дете како дете сака да игра, например да е во круг на неговото друштво. Да, И сега да, например дефинитивно. може и многу осамено да стане на моменти. Браво. Што Да. Беше осамена на моменти? Па бев, да. Така? Бев, заради тоа што ја од каде глас? Кој дома те препозна дека ти убаво пееш? Како некако од музичка јас- фамилија си? па, може Ова да дека кажам таско ми дека го да. кажа, апропо Да, не да, сум да. од музичка и многу е битно коренот и генот, нели? Баба ми пеела, татко ми свирал хармоника, Аха. бенд бил. Значи пак си парател со музика. Моите се сите гирорци, мајка ми, Аха. брат ми. И ти од мала пееш? Па, Миро ме откриле во градинка дека знам да пеам и ме праќаат на поточења. Кога стигам таму и кажуваат ајде сега сите родители надвор, само децата, јас почнувам да плачам, ја барам мама. Бев многу приврзана за мајка ми ете тој во период. осамениот момент. Да, бев многу приврзана за мајка ми тој период, поради тоа што имаше и една страшна болест која што јас како дете многу страшно ја прифатив некако, имав 6 години. Така да јас бев многу приврзана за нејзи, од тука па натаму ништо не се случува со пеењето, 7 и 12 години, кога почнам во соба да пеам од нигде никаде, брат ми. Значи ти од 6 до брат ми 12 ме правиш слуша. пауза? Да, не, ја не знам дека пеам воопшто. Тоа, не знаеш дека имаш талент. Да, дефинитивно. И брат ми ме слуша во соба, мама, тато, дојдете да слушнете. Почнувам на YouTube да снимам кавери, нешто, препевам песни и така почнува се целата приказна. Порака од Господ Миро многу си паметен. Гледаш ли сега, порака ми брат. Значи знаев дека така некако талентот некој го има откриено. Аве, човек. Дајде една песна сега, дај дека талентот да го слушаме на Антонија. Нема се да уживаме. Дај ги. Ова е сега недела, нешто после 15:30. Луѓето сакаат ова Миро, песна за која тебе е ручек само- време и запееш Ако онака. сгрешам, нека изгорам за Лелец срце да изаигра. Дај една. Канал 5 телевизија Голден Карпет, уживајте со неделно попладне заедно со нас. Антонија Гивоска, Таско, Миро и Ева. Ајде, Миро. Не плачи, мајко, што сум далеку и сам. Ти не кревај магли, силни јадови, својот пат затрупан, се уште го знам. Ако скрешам, нека изгорам. Својот пат затрупан, се уште го знам. Ако скрешам, нека изгорам. Еј, ридови, Браво. сини мориња, ке морам да ве пробијам. Еј, кораби, назад пловете, ако сгрешам, нека изгорам. Ако сгрешам, нека изгорам. Леле, браво, Антонија. Што многу години да ни пееш вака во Македонија на македонската Дај страна, Боже, бидејќи Миро. го негуваш македонски јазик, а и со тоа македонската музика. Е, убаво е И да ми новата дојдеш песна, на многу. концерт во први редови. Кога? Ајде, чекам. Ке биде, уште малку. Чекај, албумот треба да го извади, треба да спотуи. Немаш концерт да сега правиме? Нема, Волем. не. Ајде, солистички. Сега си во пикот. Ајде, рокај. Имаш Фалат, ли во пикот? фалат Ајде, уште малце да ги раздаваме. десетина песни. Ајде сега, 15, ќе па. остара може того кај прави редови. Дедовци нема да ставаш у Репертоар, прави брат, редови. репертоар е упрашање, репертоар е Еве уште овој упрашање. албум и Ти ли здравје немаш Боже. репертоар, Веќе жена, кога- колку за концерт 20 песни треба, колку треба? 20. Па и гости плюс. Па и да, нормално, да. Оне има колку еден албум има до сега? Значи тоа се 12-15 песни, колку има Да. на пејака во лајн? Не разбираш? Па да, толку е плюс минус, ама пак Еве ете уште да. овој имаш албум па ќе дуети? биде здравје. Да, Имаш со Да, пајак, да. имаш со 2 бона. со два бона мене имам нема. Два? Со Таско Со немам, мене ама нема. ќе направим. Па ти беше у депресија, Таско. Дај си. Сега следно мора Не, за смење, ама Дај си добро. Бокче, дај си Бокче. Ама добро, не, за смење, ама добро. Смешно го кажам. Добро, може?
Ајде идеме понатаму. Со кој игра да идеме сега? И јас ја нареков играта 3 по 5 уствари нека биде. Подобро, 3 по 5. 3 работи за 5 секунди треба да кажете. Еве го звончето тука да ви го ставам пред вас. Добро. И значи имате 5 секунди. Имате 5 секунди да кажете 3 работи. Јас ќе ви кажам кои се тие 3 работи. А јас ќе ви мерам сега, можем часовник 5 секунди или ќе ви броам? Може да броиш. Можам да броам. Да буниш плюс. Поубаво. Подобро. Да, ја разбрав играта. Добро, да, чекај, да. сега кога ќе не прашаш, значи кој ќе стисне тој одговара за 5 Не, секунди? за 20 имам посебни прашања. Вау, може? Добро. Добро, одговараме па стискаме. За старт, може старт. Ајде, биде Миро Кацаров. Така е, браво! Ајде, може. Може? Почнуваме. Антонија, 3 песни на Таско. Убиме 2, 3, Моет и... Пети! Леле, не ми текнуваше таа последната. Ајде, Таско. 3 работи во кои си добар, а никој не знае. Во готвење, 1, во 2, цртање може би да сум добар и да сум добар во... Четири. Не знам. Абе, дај, ајде, да! Тензија, кога ти број некој тензија. Да, тензија остај. Вежбај. Ја мислам дека е лесна, ама те буни, Па те гледа. буди зашто 5 секунди е Дај тензија. тензија, Да, бре. тензијата. Ајде Антонија сега. Гиговска. Ајде. 3 омилени делови од твоето тело. 1, Очи, насмевка и... 3, Се брои? И... Да. Четири. Ајде, заби. Добро. колку се само залюбени жени. Не знам дали насмевка се брои као... Да, па добро, забите на смевка. Заби, насмевка, цел комплет Добро. устата и насмевката едно спаѓа. Ајде, Таско. 3 прекари начини на која нарекуваш сопругата. Ајде. 1, Среќо, 2, Таше и немам уште некој, не знам. 4, Смисли нешто. 5. Љубови. Љубови не ја кажам, нема везе. Па 5 секунди, што да се снајде? Значи, ја викам Среќо Таше и нека знам Наташа да ја кажам. Па што Ама не многу кажа? е ретко, ама многу е ретко. Без Па не се деша, не е прекар, името и ето. Па ако си људ гарант Наташа е. Па да, има името и ето. Тоа ретко е људ. Ама Ретко најчесто е Среќо, у 90% од случаите Среќо, кај ми се лиштата Среќо, клучо да не знаеш кај ми е Среќо, пошто Ти како се викаш по дома? Буци. Како? Буци. Буци. Буци и буцко, да. Буци ти? Јас. Да. Беб. Бебе. Беб. Ајде, Антонија. Ајде. 3 работи кои јавните личности не треба да ги прават. Не треба да ги прават. 1, 2, Да вреѓаат, Три. да... 4, Не знам. 5, Дебре Не Антонија. знам, стварно не знам, не. Добре, идем понатаму. Ајде, Таско. 3 македонски артисти со кои не би соработувал. 1, браво. 2. Много се досадни. 3, Мене ми текнува, свано нема 4, артист со кој не би соработувал од проста причина. 5. Не дека не ги почитувам, мислам не дека нешто многу ги почитувам. Ама не ми текнува. Како бре човече? Ама никој не ми паѓа на памет. Бе, некој Како народна ти музика, например, со Не, некој пошо- народно би се споил, би Да, правил? да. И народно би Да, правил. ама да, не е зашто да не народно се туку спојуваат и затоа што србите? Со е... некој не би се хейташ. Не бе брат, со кој да се хейтам. Немам веќе време за да хейтам, немам веќе време за да мразам. Кој сака да работи, кој нека не работи. Ајде, Антонија. 3 особини кај машти што ти иритираат. Што ме иритираат? Да. Избувливост. Два. 3. Што е на луѓето? 4. Не стрпливо. Нема тензија прај. Да, те прашам нешто и да ти броиме ние, може? Да те прашам Тоа е нешто, една, може? стварно избувливост, највише ми смета, да. Јас сум некој избублив Малку, тоа. да. Сите сме избубливи, мислам Па тоа. не се сите, не. А? Не се Класика. сите. Зависи до Па карактер. зависи до мажот човече. Не види и зависи до кај ќе бутне жената некојаш, ме разбираш? жената До знае кај дека пата иде, так да до ти каде излови ги бута човече. границите, да. Иван уште прашање? Уште, ајде, Таско. Ајде. 3 зборови кои ги кажуваш кога си нервозен. Одма. 1, УПМ. 2, Ете ги 30. Епа, во ПМ. паметен 3. Укураци. Не знам. Добро. Толку ги има мало. И Антонија. Ајде. 3 работи кои ги правиш кога никој не те гледа. Како се смета? Абе, многу сакаш да знаеш. Не Абе, знам, многу стварно не сакаш знам. да ти сакаш да знаеш. Како беше буци муци, ајде. 5 по 3.
15. 15. Вие зборете си, ја уште размислувам, шо правам? Значи нема. Ајде. 1, 2, 3. 4. Се бањам. Никој не ме гледа кога се бањам. Добро е, Добро. Сите глумите поштени голи се бајде. И ниедно 3 не кажавме. Да. Не иде, тензија е 5 секунди. Тензија, да. Ајде, последното. Ајде. Ајде бе, мене Претворен сум добро, гум. не, раскај по, не, раскај. 3 работи кои би ги правил доколку си жена. Ајде. 1. Би се шетал без прслук, би се шетал сегде со шорцеви и цело време и би ги извадил оние силиконски прерамки за прслук да не се во употреба никогаш повеќе, никој да не ги носи. Ете ти 3. Ова најискрено си го Да, говори. вие се страшни се. Ма не ги носи никој више. Ама добро, не ги носи. остави како Не ги не носи, ги јас не носи. знам дали ги носи, не пожо, не гледам, жене човек сум, не гледам тоа кој носи, кој не, То друг туку друго лаже, ме не на интересира, телевизија, не лажам, Добро, си ајде. кажувам јас. Да. Моабетот ми е дека тие силиконски прерамки какви да се, зашто мисля дека никој не ги гледа, сери сите ги гледаат и многу одвратно. Да, Има жени уште ги носат. Не знам дали. Не сум ги видел, човек. Јас знам како тинеџер. И ти не кога гледаш. Многу ги јако, нося. таа силиконска која ќе е топло и која ќе се залепи. И која ќе треба да ја измрдаш и од оздолу ќе тоа се Флека. црвено. Флека Црвено остана пошто цело. те стегаме, брат. И Циркулација може се нема. лага напред. Тп, да си играте Ама таа. не е комотно Да. воопшто тоа. Не е комотно, викам, воопшто не се Да, не знам зашто е Да, измислено и комотно не. зашто Дај ме некоја песна, Злато. Мисла ма. дека- Која песна сакаш да ја пееме? Лихни Лихни да да ќе пееме, кајче заедно весло, сите да ќе да, пееме. Може, ајде. Удри. Кајче веслаше по Охридското езеро. Не знам да пеам. Ото ти е не да не видим рибари. Кај беше? Рибари, рибари, стари другари. Стари другари, кротко веслајте кајчето, да не ми правите бранови, рацете да си одмора. Дигай, гибоска. Дигай помага. Лихни дан кајче веслаше по Охридското езеро. Тоналитет што да ме брам. А не треба да пее. Тивко си песна беше, билја на платно белеше. Кој само ќе рецитира од сега, да. Сечи го, да, јас сум на рецитирање, извинете. Само ти ќе рецитираш. Имаме едно прашање кое што нема да го импровизирам, тоа ќе те поставам. Мислиш дека ако не си македонец ќе направиш поголема кариера во музиката? Тоест, мислиш ли дека ако пееш македонска музика и ако ги пееш оние патриотски песни, ќе бидеш поголем македонец и ќе направиш поголема кариера? Не. Јас сметам дека со самото тоа што правиме наша авторска музика на македонски јазик и тоа што сме препознаени, да не речам малтене ни целиот Балкан и Европа, е доволен доказ за тоа какви амбасадори сме на нашата држава. Добро, али ако правиш патриотска музика, ги Добро. пееш патриотските песни, дали мислиш дека ќе бидеш поголем македонец? Не е Тоа те патриотски ова што го правам јас, или Антонија што го прави, или сите што го правиме, Да, што работиме дефинитивно авторско. така. Значи не е битна дали е патриотска песната или музиката. Битен е патриотскиот елемент на тоа јас дека пеам на македонски и по тоа ме препознава, а тоа е патриотизмот. Не што пеам јас во песната. Значи може да пеам, јас сакам Македонија највеќе на свет и Македонија е една, а од позади да ми капе Кичановиќ од некоја организација која што го плаќа се тоа, јас Да, да го да, зборам. или политичка партија, да. А јас го правам од љубов, го правам поради тоа што го сакам и до сега еве не сум пеел на друг јазик освен на македонски и со балкански артисти, со Раста, со Цвија, со Инас имам песни, моите делови се на македонски јазик. Не пееш на српски, Не. не ти делови. Не. Значи, Добро. ети Антонија е пример за тоа. Например, и она има доста...
Колку имаш српски песни ти? 3, 2, 3? Имам, могли сме двое, бригаме, отприлика околу 5. Те нека се 5. Другите се на македонски. Тоа значи дека Ама со види самото тоа што она пее српски или ти го пее српски, тоа не значи дека не си македонец. Не, далеко од тоа. Меѓутоа ти го праша по прашањето. правиш кариерата интернационална. Патриотските песни дали те прават поголем патриот или патриотските текстови? Не ме Патриотските прават. текстови, не беше не македонските. Не, па тоа викам патриотските. Не ме прават поголем патриот. Јас со самото тоа што пеам на македонски и ја презентирам мојата држава на тој јазик сум. Од кој пеач Се слагам. кога си го слушнала си се засрамила? Има ли некој пеач што кога ќе го слушаш? Од мене сега кога пее. Тоа беше језиво. Си признав, кој се признав, полову се прашта. Дали има пејач кој што сум се засрамила кога сум го слушнала? Да. Па што знам? Не знам, не. Добра, кој музички жанр онака те тревожи, а кој ќе те развесели? Има ли некој жанр што онака ќе... Добро, турбо фолк секогаш ќе ме развесели дефинитивно, а ние дупци, тоа не ме развеселува, па не знам, на све да сум, нема. Не ги слушаш? Не. Оно Не можам тоа, не, ми удира у мозок. ти прави лабиринти? Да, не можам, не. Ми прави хипноза ми прави. Онака ме полудува. А добро, на турбо фолк ние сме балканци, тоа е. Антонија, дали сметаш дека публикава луѓето имат погрешна представа за себе, за тебе, погрешна слика? Да. Да? Да. Што така грешават кога ќе те видат, тебе ќе кажат, Антонија, што мислиш? Па, мислат дека сум дигната, дека не се разговара со мене, дека сум антипатична, дека што знам, Ма тоа за секој јавна личност го има тој Па момент? не е за секој јавна личност, Миро, верувај. За кој го нема тој момент? Не знам зошто не може да прифатат успех. Тоа само Во Македонија не тоа ти го ме мачи. признаваат, не? Да. И пак ја кажам тоа, дека и во на претходната емисија истото го кажав, Миро, ако ти текнува. Не знам зошто јавните личности ние сами меѓу себе не се поддржуваме. Кога ќе објавиш песна, не те шерува никој, не те објавува. Тие таков некој момент, јас пример немам проблем никого да не објавам, едноставно ги објавувам сите, им снимам на TikTok саунди, нивни песни им снимам, а они на мене не ми снимаат ништо. Поддршката е меѓу себе, што србите ја имаат меѓу себе, ние немаме меѓу себе. Не е дека србите ја имаат толку Па види, многу, да. прави Бресквица, тоа прави да. Бресквица промоција на албум и доаѓаат од старо до младо сите. Тоа да, Саша тоа да. Матич, Пријовиќ, зошто Пријовиќ би требало да се појави Кај Пријовиќ на концерт сите дојдоа. Сите колеги. Ама Пријовиќ ги викнала да дојдат. А тие го викнеш, нема ли да дојдат? Не знаеш? Па не знам, ама зато ти викам. мене не ме викнал никој, Миро. И мене. Јас ќе викнам. И Ама мене. нема толку кај нас на тој момент, мислам, знаеш што е целиот проблем. На тој, ај добро, за социјалните мрежи си скроз управо. Тоа си 110% право. А од друга страна за тие промоции и такви работи мислам дека толку често не се ни случува кај нас. Кај Србија се дешава константно тоа секој. Многу Така се како големи нас луѓе, сами. имаат пари, големи се, имаат диаспора, до 8 милиона, 10 милиона се србите. Башка, Белград беше главен град на Југославија. Брат, да ти кажам една ствар дека таму е јас шоу бизнисот, таму е спортот, таму е од политиката. нив секој пат го слушам мавето дека ние сме најмузикалната нација кој што ги Ма они везе. прават филмови, бре, Не е нема филм. веза. Не е филм. Они Се дојдат, гледа- ма не он ти прави филмови, ама он ти продава сали тука и ти прави концерти, нормално ќе дојде и каже: брате, мене ту најаче." Нема веза. Врска нема. Па не е така, Разбираш, тоа што затоа што најголемите ќе си српски ги лапне хитови ги парички. има правено македонец. Како? Дарко Димитров. Ги има правено најголемите. На Анастасија Ражнатовиќ, Ране, Јас ги Камен, имам, како демото да? беше моје, да, Ти јас го текнува. имам. На Hurricane Polo од песните се на Дарко Димитров. Ама добро, тоа никој не го спори дека ние сме Ама музикална тоа сакам нација да ти сега. кажам. Ама дека- не, дека артистите не е сами проблем. по себе не работат. Да. Види, Не снимаат. Македонски Ама и не ги окривам ради тоа што нема спонзори, нема пари. нема пари. И Нема. македонската естрада си има некоја болест која што јас сум 20-25 години на телевизија имам македонската естрада. Ние никогаш не сме имале некоја кохезија помеѓу колеги, помеѓу водители, пејачи, манекени, сега Не знам зашто е инфлуенсери тоа ново, модели. Секој на секого љубоморија не разбира. Никогаш Не знам зашто е и тоа затоа ја прекинав да идам на како се вика на промоции.
кај што сме колегите викнат, никој со никој не прави муабет. Да. Ама ќе да се сликаат, ќе објават, ќе се замет, мислам тоа. И ќе тоа говорат после тоа. Не, јас сум тип на човек, ако некој мрзи или ако него сака, му кажам директ на човекот у лице. Ако не те сакам поради тоа и тоа, мислам дека си ми го направил или ради тоа и тоа што си ваков, ме разбираш, не? И ако не доам на промоција или ако не се појам, тоа значи дека не те сакам. Крај толку, тоа на треба да албум на значи. промоција двајца дојда сам. Од колеги Стара, збора? Да. Ете, она Не имала, доаѓа. гледаш ги. Не доаѓате, јас знам, јас знам. Ја не идам, по мене знам дека ја не идам. Ако не, па што е сега ти издружиме, кажеш Миро ми требаш да дојдеш, така ќе дом. И некој ја не идам што Мислам дека треба не викам малце- дека сум управо, викам дека јас сум. Треба јас се малце ставам да- у тоа да се мнозинство на луѓе зајакне кои што тој дух. треба да се поправи. Ако ние како колеги се поддржиме многу поише и на луѓето ќе им стане многу побој и ќе стане све како што треба Добро, да биде и поприступување. можеме малце да се позлеземе? Можеме. Идеме со играта? Со памукчињата. Да, се враќаме веднаш после джинглот, ние се спремаме со една од најинтересните игри која што ги води Ева Јовановска. Играта е подготвена, наместена тука на масата. Мислам дека ќе ни биде интересно. Треба со врзани очи, со садот над глава да ставате памукчиња со таа шпатула и кој ќе има повеќе памукчиња за 30 секунди. Тој е победник и си добива награда од витаминка. Ова е А, прво. сега Ајде, ќе награда видиме. мотивација поголема Ајде, ќе тука. видиме. Јако Внатре има прашање све награда многу што стварно се јаде. компетитивен. Тоа е македонски бренд број 1 во светот мислам на дека таа вкусовите. треба прв да почне. Да ми ти Така да имаат нашиот нов спонзор витаминка ви има Да, ми ти подготвено имаат предност. нешто за кое што верувам ќе биде предизвик. Имаш и таско и ти, и ако изгубиш, А, викаш? Зутре тоа. Право се Така, љути, брат. да не се љути, мале. но има и поклони од Джиго Home Center, така да тоа е за Има како подарок. утешна награда. Добро. Да. Значи, Може? вака го ставаме ова на очи Така. и со ова Да. и со ова што правам? Ги собираш Памукчињата ги помокчињата. Чека да си Ајде, најдам ја и- позиција, бе, Миро. И садот на глава треба да ти биде. Поише. Да, А, па што? Шо, На колесна? Садот на глава, на глава и тамо пази тоа да не ја бутнеш. Чекај како она емисија на шо ја отида на Африка. И шо вика, oh my god. Ајде. Спушти тоа, немој да правиш превари. Не бе, какви превари, ја на преварантка те личам? Да. Ствари така ме... Добро, така Ама ме треба да држиш со рака, види ја се, е притешка се направи играта. Абе држи Да човек. држам вака и да сува. Да, па тоа е е, финтава, Сега па. дали си левак или деснак, со која рака? Па ако толку лесно. Држи го сега, јас ќе ти пуштам шторперка, тоест јас ќе, да, да. Стоперица. Не мора да бројам да ги замарам гледаче. Чекај, кај идеш чека? Чекај да ти ги направам вака до тебе блиску. Ај, напреми. Да. Да им помогне. И на мој знак почнуваш. Може? Ајде. Господине, повелете. Деки. Ајде. Ау, имаме Чувам, 1, 2, 3. Ајде. Оп, оп. Добар, браво, Гиговска. Браво, Гиговска. Домакин човек. Домакин Не, лачинки дома. Гледай. Не куцкаш на врата, на погрешна си. Кај домакинката. Чекај. Миро, сигурно. Ти, Миро, пази да не ми излезе една ваква. Нема, ја пазам, цело време пазам јас. Да не биде после... Да, супер ги ставаш. Продолжи така. Имаш 60 На секунди. весници се Уште збори малце. дека јас сум... Уште малце. Уште малце. Уште Опа. две шпатки. Ајде. А како елегантно Уште 5 се секунди. става, цак, цак. 4. 3. Добро, го стави тоа. 2. 1. Уште еднашка. Ова ти беше Најдобро последно. Ова беше најдобро совета. Миро! Што? Па јас сум топ, бе, Звончето, човек. друже. Јас сум топ. Ги видео до здола, гледаш? Не сум... видиш? Што? Чекај сега да не ми се... да не ме кара Шишката Даниел. се. Даниел ќе ме кара. Не. Чекај се. Иду да ги Ма изброиме. сега ви- Може. А овие Таско се броиш. бројат? Да, да видиме кој е победник. Овие доле бројам. се бројат. Па не во садот. Ајде. Едно. Сака Еве да, да биде а вика не транспарентно. преваранта, сака Еве да тука. биде транспарентно, Не, не ја сум. ги бројам. Види, така ме представија И тоа новинарите, вака иначе ќе не бројам. сум ја преварант. Едно, две, три, 4, 6, две се овде, 8, 10, 12, 14, 16, 18, И од тебе едно части. Колку 21. 21, ајде. Антонија Гиговска со 21 памукче во својот сад.
Господинот Тасе, рапер Таскович Таско. Чекај, овие. Тасе Таско. Тасе Таско. Христијан си, не? Христијан ми е името, да. А зашто си Таско? Зашто Тасковски. Ташковски, да, зашто Ташковски. Кај сум ја, бе, чекај. Добре, сега. Почнуваме на мој знак, може? Интересно. Кај Шпатлата да ја земе. Еве ја. Деки, спреми се. Тиридирим, 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 бе, 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 бе. Ајде, 1, 2, 3. На глава. Ајде. Ајде, куварче. Домаќин човек, ете го. Како не? Ајде, немаш време на секунди. Ајде. Мораш брз да си, Тасе. И види фати, бре. Кешес. Јо, не ти беше... Добре. Го стај, бе, го стај. Чекај, видам кај. Пази, басава, човек ќе паднеш. Овде сум се и рати. Види го па стана. Па стана човеком. Реков ја за Пази спонзорите. за награда, Све прави. све правам. Пази До спонзорите душа, на види природа татко не ми могат како да ми има направено глад, не разбираш тоа. Ти стои, бе. Филџан кафе да стави. Добре, кај има? Еве ги. Собра и земи паренци. Еве ќе купам, земи пари. 10 секунди. Ајде, брзо, Девет. зимај. Ајде, Празно. Таско. 7, телефонот. 6, 5, абе не изведувај. Абе, не гледам. 4, Не гледам. Не гледам. 3, Не знам кај има. 2, 1. Браво! Дај да видам. Не гледам. Одлично, ајде сега да видам. Колку имаш? Абе, цевитана си стави. 21. Лудак. Ти ме ги стави, све прата. Не виж дека се толку Цевитана да најдат. стави. А колку имаш ти? 21. 21, Да. да. Цевитана 3 Значи, поените, ало. Да. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19. Браво, Гиговска! И аплауси честно за тебе, витаминка, недоброто нешто од Македонија. Бро 1, македонски бренд Иво Светов. 20. Кога станува збор сме, за нешто слушаш? македонско повели, Он ми витаминка. поклони, иначе едно ми стаи, значи 20 сме. Израмнено. 19 имаше. Ама он имаше 20, ја ги дав 21. Она ми дава едно на мене и 20. Сме. А, браво, договорија. па да. Па браво, драги мои. Ајде, чекај. После немало сложност во естрадата, па види како се сложи. Ај, за Миро едно. Не знаеш ли мајка на Марика? Ајде, Миро. Нека на Марика думаше, Марике, Керко Марике. Земи го, Керко Миро, Миро први бе крија. Земи го, Керко Георгија, Георгија први бе крија. Браво, деки. Лезеш. Како енглерицац. Послушам Марика, мајка си, зеде го. Георги бе крија. Георги на Марика думаше, Марике, Керко Марике. Георгина Марика думаше, Марике, Керко Марике. Браво! Како ме паќаш неспремна на овие песни, Ама иначе не ги ги пухаш пеам. од прва. Ама не ги пеам, многу ретко ги пеам. Како бе неспрема, ти си спрем? 3-4 народни песни, онака во целост, вкупно, да кажам дека ги знам. Иначе кој? други ве. Па, тебе некој од овие. Сите така, ги знаеш од знам. Брезга. Добро, не сите, ама на Знаеш погоди ли со многува некој ще ги песна знам. Макфестовска да испееме сега ја те многу пати знам да ја пеам, но не сме ја пееле одамна. Тој од Трајче Манаев, он беше победник на Макфест. Сонце за три светови. Не, 8 се вика. Осам. Сонце, за тие беше Микелановски Џафер. Да. Па јас сум 2001, брат, тогаш сум се родила. Брат, Ти кажам. брат, тоа време војна имаше во Македонија, ти го сперувам. Може? Заедно пееме сите. Ајде. Ајде ти. сум во нотативка и сонувам со очи отворени. Го слушам твојот шепот мир. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати.
И како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Браво, ајде сега да видиме вие двајца како ќе пеат ова песна. Ајде Антонија. Дојди ревче, дојди Ајде јас. вака завршува емисијата. Дај ми го и тоа, дај. Ние со вас ја пеат. Не, Антонија Гиговски, Миро Кацалов, Илиева Ивановска и Таско. Е, сега ти нема помагаш, сега. Сега најде. Ја ти сме жури. Може. Да, ајде. Сам. Ама он ми почнува. Нотативка. Сонувам со очи отворени. Ти не помагај. Чепот ми. Ја не текстот не го знам толку. Чеп, мужот. За ните поминати, За тебе веќе одминати. И како да сакаш да кажеш не, колку не знам да пеам повеќе ти, што ми ја пушти песнава, да ја пеам, а не знам ја. Браво! Да ја испеам, зато ќе ја упропастам. Миро! што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Браво! Оценка 0 од 10. Вие сте За фристайлот е 2. Минус За 0, вие фристайл. сте приземи. Вие сте, Добро. нема как. Уште инструментал да видиме, да ве видам на инструментал рапери, ама и следна емисија. Да, сега као фристайл. Басовите крчат, твојот знат ни глупа и да бидеш глава само, нема да... Нема да си глупа, Ова нема да се верзија. срамиш, во те сте панталони, опуштени снисто како Миро и Антонија. То ти колачи. Твојот голем апетит, Дит моделите ги мачи, те дискриминирам, големи облини, фатални гристини, секој сака побиви. Кога сме кај нив двајца 5 април спушти се доле варе на Борис Да, Раковски. кажи ми сега Таму сме, искрено, ти таму вака сме. завршува емисијата. Имаш од десно Таско, ама и биди искрен, Таско и Ева, леле, ти заборев името. Ова голем минус. Сега минус 10 пењето, не се И Ева рачуна. или Миро и Антонија. Не, биди. Да, биди. Искрено сега. Много нормално. И ја, да. Сега. Браво, тоа заре. Јас сум секој што победничката брава. Ако верувате дека парфемот не е само обичен мирис, туку потпис на вашата личност, тогаш ова е местото кое што треба да го посетите. Ние моментално се наоѓаме на отварањето на најновата продавница на еликсир во Eastgate Mall, поточно отварањето на најновиот рај за сите љубители на парфемите. Останете со нас за да дознаете повеќе детали. Еликсир е компанија основана во 1993 година и повеќе од 3 децении е синоним за квалитет, иновација и лидерство во 4 клучни сегменти: парфеми, нега на кожа, шминка и професионална нега на коса. Под водство на менаџерскиот тим денеска успешно дистрибуираат повеќе од 30 светски брендови, соработуваат со најреномираните компании во индустријата за убавина и действуваат преку 2 главни дивизии: големопродажба и малопродажба. Со 6 продажни места и силно развиена веб страница, Еликсир продолжува да ги поставува стандардите во оваа индустрија, но парфемеријата во Eastgate Mall отскокнува со својата уникатност. Дизајнот, концептот и ексклузивната понуда ја прават вистински рај за љубителите на убавината. Благодарение токму на оваа парфемерија на Еликсир во Eastgate Mall, Македонија конечно е на мапата на врвниот луксус со 2 престижни линии: Giorgio Armani Beauty и Armani Privé. Парфемери и еликсир и понатаму ќе продолжат да ве изненадуваат и да збавуваат со нови и нови брендови и трендови, носејќи ги најдобрите светски имења од светот на убавината и луксусот директно до вас. Вечерва,
Ве покануваме да искусите оваа магија. Разгледајте, пробајте и уживајте во неповторливиот свет на луксузот, што само еликсир може да го породи. Нека оваа вечер е само почеток на многу убави моменти и нови искуства кои ќе ги делиме заедно. Ви благодариме што сте дел од нашето патување и ви посакуваме незаборавна вечер. Уживајте во дружењето. Отварањето на новата продавница на еликсир ни покажа дека секогаш можете да го најдете совршениот парфем. А вие доколку сакате да го најдете вашиот, знаете каде да дојдете. Нема правила, кога срце не слуша, памет не бира, како да ми четаш мисли. Со еден поглед ти сруши како домино. Сруши како домино. Ова срце како песна ти погоди го или ослободи го. Само немој да го срушиш како домино. Само биди мој свет и ајде, само биди мој сон ти ајде. Моје небо, моја земја, и кога никој нема, со тебе немам гајле. Јас со тебе да немам гајле. Право машко знае како треба да се сака една жена. Браво, 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 браво. Е, па после укупење, некој побаво, некој помалку убаво, време да ги поздравиме и нашите спонзори. Јас ќе почнам со Земи пари, кои што се верни пријатели на Golden Carpet па веќе неколку сезони. Така е, благодарам. Доколку ви се потребни средства, а сте во очекување на вашата плата, можете да аплицирате за брз кредит до плата и истиот да го отплатите веднаш по добивањето на платата. Тие секогаш нудат достапни флексибилни решенија, целосно онлайн, брзо, лесно и едноставно. Самиот пристап и можноста сите да добијат финансиски средства и фер шанса ги прави лесно достапни и секогаш во право време. Во сите филијали во Македонија, најбрзи во нашата земја. Земи пари кога и да посакаш. Да, и да не заборавам да ги потенцирам и нашите спонзори Аџиго Home Center, кои што се наоѓаат во Скопје, во Рамстор, во Штип, во Куманово и во Гевгелија. Исто така морам да потенцирам дека имаат најголема понуда и најниски клуб цени, но исто така имаат и Happy Weeks, драги мои, до 23 март 2025 година, цени до минус 60%. Така да кој не може да ги посети Аџиго, кои се наоѓаат и се најдобри во Македонија, во Рамстор, Скопје, Штип, Куманово и Гевгелија, може тоа да го направи на ađiko.com или .mk и буквално има се за вашиот дом, така да не го пропуштете ова нешто најголемо до сега кој што го има направено нашиот спонзор Аџиго Home Center. Да, морам да ви поклонам и нешто од нашиот спонзор Аџиго Home Center, а тоа е, верувам дека ќе ти се најде ова пегла. Леле, Миро, браво, немам пегла. Браво. Немаш? Па ти како да знаеш? Како да ти кажам? Мојот човек Миро Кацаров. Точно. Браво. Хаусберг, Да, бренд кој што стварно. го има во Аџико и кој што е ексклузивен. И многу Одлично. убава, пинк. Браво. Значи Ти си сега? ќе го ослободам Даниел од пеглањето. Нема да те ослободам. Па ја нешто да погодам. А тебе, господине, пошто кажа дека сакаш здрав живот. И почитуваш здрав живот. Ова е блендер кај што исто од Хаусберг и Аџико. Само што купи блендер. Е, уште еден ќе Иди се врати го, најде. чуваш што е скала? Да. А? Иди врати го, купи нешто друго, повел. И ти се најде во твојот дом. Послушај ме. Тоа е подобро. Ајде. Ева. Јас сега ќе потенцирам неколку зборови за нашиот нов спонзор Витаминка. Сакам да ви прочитам нешто за благото, за овие Миро што ќе си ги изеде Јас си ги јадев, му ги дав. А? Нема подобро. Овие ми се дел од детството. Така, дел од детството, со овие пораснавме, човече, да.
Кога крцкавото и чоколадното се сретнуваат, настанува совршенство. Чоко стоби уживање кое започнува од првото топче. Крцка се топи, те освојува. Твојот сладок голем одмор, уникатен и неодолив вкус кој ќе го бараш повторно откако ќе го пробаш еднаш. Се изедено на телевизија, да. се Значи, убави се. И морам да, исто така да се заблагодараме нашите нови спонзори, а тоа се Евана. Голем поздрав до нашите пријатели Евана, кои дефинитивно се фирма кои што помагаат на Golden Carpet и со тоа помагаат и македонската музика и македонските музичари. И голема благодарност, како што кажав, општествено одговорна компанија Евана во Македонија. Ти посакувам многу здравје пред се, ти посакувам да си дочекаш и внучиња на твоите деца, да си изгледаш, да бидат убави на мама, паметни на тато и дај Боже да се вратиш на ниво на кое што беше еден и уште си еден артист кој што има харизма, артист кој што е еден од најталентираните рапери во Македонија, имаш одличен сценски настап, сум го гледал во Турција, бевме заедно кога имаше настап, сум те гледал и во Дојран, и во Скопје, така натаму да не продолжувам и мислам дека успехот е неминовен кај тебе, затоа што се уште си млад, амбициозен и интелигентен. Ти девојко ти посакувам само едно, а тоа е да ја наполниш Борис Трајковски, не Јане Сандански. Тоа што Јана е мала за тебе. Борис се тамам се у Македонија. Да ја наполниш, да крцка. Да не може, знаеш што? Игла да се фрли. А јас и Golden Carpet и сите ние ќе бидеме во првите редови. Да си ми здраво и живо, и уште многу години да внимаваш на себе кој што внимаваш. Драги мои, морам да ги потенцирам и моите спонзори, а тоа се момците и девојките од Фокабо, градски трговски центар Први спрат во Скопје, се грижат за мене. Дадар, нашиот пријател на Golden Carpet и Промо Италија, девојките од Промо Италија кои што секогаш се грижат да изгледам вака, без брчки и да изгледам младолико. Повели? За мојот изглед се погрижија како и секогаш мој студио Дадар, кој што го напомена Миро, Азелеја МК и Екстрим Нел Академи. Имајте убава вечер, верувам дека уживавте во оваа емисија, како што и јас и Миро уживавме и се изнапеавме. Фала ви од мене што бевте дел од емисијата, баш ни ја разобавивте и се гледаме во следната.